големиот бран што беше покренат до пржинските договори, кога кулминацијата беше достигната во мај, падна, исчезна тој голем бран, наместо на тој голем бран да се поведат новите активности што требаше да следуваат, во кој граѓанскиот сектор ќе играше сериозна и значајна улога во спроведувањето на пржинските одлуки, во почитувањето на тајмингот кој е исклучително важен. Ние на 24 април може да се случи да имаме избори. И ја не сум сигурен дека ние во вакви услови ќе имаме избори за кои ние овде, или ќе се дозволам да речам, мнозинството демократски и отворено со умот настроени граѓани во Република Македонија ќе се соочат со исход кој ќе биде поволен за добробитта на она што значи иднината на Република Македонија визави она што го имаме денес како некоја референца. Значи, тоа јас сум прилично критичен во таа насока и мислам дека тука се направени сериозни пропусти. Еве да видам поконкретен сега во однос на медиумите, да речеме, бидејќи нели таа е втората тема и која ја загатнавме сега тука. Она што почна да се прави, например, во однос на Македонската радио телевизија како активност, што ја инициираше Ајде. Сето тоа тргна прилично добро. Но во таква една ситуација јас не видов на целата таа акција завршница. Значи, она што сега јас заради мене самиот пред вас ќе исповедам, дека јас, например, сум многу повеќе инволвиран во она што значи едукација, тренинзи во граѓанскиот сектор. Можеби не сум толку инволвиран и можеби тука ќе имате некаков аргумент да ми го спротивставите во она што значи непосредна акција, кога станува збор за реализирање на некоја иницијатива која произлегува од самите граѓани. Меѓутоа, во неколку важни иницијативи што беа реализирани, вклучувајќи ја и иницијативата за да ја вратиме Македонската радио телевизија на граѓаните, јас не видов целосно обмислена стратегија која има почеток, која има фази низ кои ќе се реализира и која има цел што сака да ја постигне, и не видов дека тој процес се движеше низ тие фази за да стигне до таа цел. Ке речам, не мора секогаш да се гарантира дека така поставената акција ќе донесе резултат. Но јас морам да бидам и понатаму критичен и да кажам дека јас не ги препознав одделните фази кои ќе ми кажат дека таа иницијатива оди кон некаков резултат. Простете, на тоа е моето мислење. Заради тоа ние денеска се соочуваме со тоа за и ова што го постави ти како прашање, за важните прашања во демократизацијата на нашата земја и реформите во систем во кој институциите се девастирани максимално, да не учествува граѓанскиот сектор како сериозен фактор во целата таа приказна. Јас не знам поради што во август или кога и да беше се постигна некаква согласност целиот тој процес да ги се препушти на политичките партии, без разлика кои бои ги носат. Не знам зошто се случи тоа. Заради тоа ние сега сме во оваа ситуација кога за овие важни прашања одлучуваат само политичките партии. Граѓанските организации гледаме, свесни сме дека се пројавуваат, ќе излезат, ќе направат некоја иницијатива, герила акција и така натаму, но тоа не е систематско учество, суштинско учество во овие процеси. Простете, тоа е моето мислење. Заради тоа, нам ќе ни се случи до 24 април да имаме една сосема нејасна ситуација и во медиумските реформи и во другите реформи. Прашање е дали спроведувањето и реализацијата на изборните закони, списоци и така натаму ќе се заврши како што треба. Ако не се одложат датумите од 24 април за не знам до кога. Но во таква ситуација ние ќе се соочиме со тоа, на 20 февруари ќе донесат некаква одлука странците се една друга приказна во целата оваа ситуација во која се наоѓаме, но мислам дека ќе се соочиме со тоа дека нема да бидеме подготвени и ќе останеме како граѓански сектор опатни наблюдувачи на она што се случува, со тоа што од време на време ќе правиме некои акции кои свртуваат внимание, но пак ќе речам не се во делот на она што значи системско учество, сериозно суштинско учество во овие реформи. Тоа е моето мислење сега за сега. Сакам само за бегалците да кажам само една реченица за феноменот што ни се случува.
не смееме да го дозволиме да се случи оно кое што зборував до сега и во однос на бегалската криза. Бегалската криза ја прифатија и ја управуваа на начин како најдобро тоа го знаат само граѓанските организации во најкритичниот период кога почна 2014 и 2015 година. Кога влегоа институциите во таа приказна, прашање е како ќе заврши сето. Бидејќи нема институции кај нас, ние гледаме дека целата таа приказна се конструира негде во Брисел, во Берлин, во Бон, во Лондон, во Париз, било каде, и тука само им се испорачуваат приказни на овие наши политички партии, кои сега за сега ги запоседнале институциите кои онака се девастирани. Ја многу се сомневам дека они ќе знаат што треба да се прави. Затоа приказната на бегалците е приказна во која граѓанскиот сектор, како што тоа го прави Легис, мора да го прават многу други граѓански организации да се солидаризираат со бегалците и со целата таа приказна и да не дозволиме таа приказна да заврши или да влезе во некакви теченија за кои изборував до сега како изгледа во однос на целата оваа ситуација.